Најголемиот производител на електрична енергија во државата РЕК Битола веќе една недела работи само со еден термоблок, откако во средината на овој месец после силните дождови се поплави јагленокопот во рудникот Суводол и механизацијата за ископ на јаглен со преносните системи се најдоа под вода. Бидејќи резерви на јаглен на депонијата немаше, во текот на грејната сезона во работа е оставен само третиот термоблок. Нова реагираше некогашниот директор за производство Спиро Мавровски. Работи само еден блок. На депонија веќе има некоја резерва, минимална резерва која што може да преку ноќ да ја снема, затоа што имаме за работа негде од неколку дена, што е трагична работа, но имаме ситуација во која што се уште генералниот директор Васко Ковачевски го нема да ја објасни оваа ситуација, да му објасни на вработените, затоа што веќе почнуваат да се шират многу шпекулации, како сето ова ќе биде на крајот завршено. Мавровски смета дека одговорноста лежи во раководниот тим кој го запостави системот за одводнување, па само еден дожд во јули го поплави рудникот. Преку летото, она што требаше да биде, ободни канали, водособирници, се она што може да направи некоја незгода во рудници, значи таква работа не е направена, затоа што сега има изненадување од еден дожд преку денот, да господинот Ковачевски бара елементарна непогода. Од РЕК Битола денеска ни рекоа дека остануваат на позициите од соопштението на 15 јануари, кога ја извести јавноста дека се исклучува вториот термоблок. Состојбите таму се оценети како елементарна непогода, а човечките ресурси се целосно оставени во функција за оспособување на моќната механизација за ископ на јаглен и на транспортните системи. Компанијата редовно испорачува електрична енергија кон универзалниот снабдувач Евана Хоум и барем засега не се планира набавка на струја, се вели во соопштението. Меѓутоа, за скоро состојбите ќе бидат многу појасни. Се едно како ќе завршат овие драматични состојби во РЕК Битола, едно е сосема сигурно дека увозот на електрична енергија е пред вратите на државата. А тоа, ако не веднаш, барем по половина година, ќе значи изголемување на цената на електричната енергија.